Може би моево мислење е субјективно, ама верувајте, ми дискутирате некако со доза на револт, на несигурност, на разочараност, може би заради тоа што не сте ја добили довербата вие да бидете заменик министер за образование. Може би сте очекувале после Петар Атанасов вие да го наследите сукцесивно тој процес, но таква е политиката. Некогаш очекувањата не се реализираат. Но да се вратиме на реалноста. Колешки Жаклина, за брзо време ќе ја гледате ситуацијата повторно од опозициона страна и ќе кажете како се живее со 21.600 денари. За да не биде така, да можете со мирна совест да се вратите во вашиот колектив, во вашата општина. Предводете го штрајкот. Затоа што само мотивиран наставник, мотивиран професор може да даде максимум. Верувајте, во овој момент наставниците, професорите велат, ако може фризерка во Мексо да зема 28.000 денари, ние како да работиме за 21.600. Која е одговорноста на фризерката? Која е одговорноста на наставникот? Бидете реални и понеделник приклучете се во вашиот колектив прва да бидете на штрајковите како што беше прва во шарената револуција. И благодарам.